вештачка интелигенција потреба и нови можности или нешто страшно? Ова се двата екстрема во кои се движат реакциите на луѓето на новата технологија која забрзано го освојува светот. Каде сме ние? Зашто ја користиме вештачката интелигенција? Во подкастот Зошто разговараме со комуникологот Бојан Кордалов. Добре дојде, Бојан. Благодарам. Која беше вашата прва реакција на ChatGPT за можностите за вештачка интелигенција? Па дека повторно ќе се поделиме на тоа дали ќе научиме правилно да користиме нешто или пак ќе најдеме уште еден шорткат или скратен пат до она што се нарекува невршење на сопствената работа и немање развој. Според мене вештачката интелигенција или ChatGPT ако сакате е многу корисна алатка која што наместо да не тера да бараме некои податоци кои што нема потреба да ги бараме, туку лесно ќе ги најде компјутерот, ќе ни даде простор да ние многу повеќе мисловно се развиваме, многу посериозни работи работиме и секако да многу повеќе и постигнеме и заработиме и на крајот да се посветиме на себе на што сакаме. Така што тоа е првата мисла и се надевам дека конечно технологијата ќе почнеме да ја користиме за паметни работи, ќе почнеме да ја користиме за наш развој, ќе почнеме да ја користиме за она што се нарекува напредок, а не да ја користиме само за да кажем супер, ќе станеме зависни од ова и тоа е тоа. Значи не е толку забава веќе, сега дајде да се свртиме, нели, да работиме на себе. Но она првото прашање, нели, тоа ќе ви ја земе работата, еве вам, или мојата, новинарската, во медиумите, знаете, веќе се зборува за отпуштања. Зошто ни се новинари кога ќе ставиме вештачка интелигенција да ни пишува вести? Токму пред некој ден, кај една оперска пејачка која што ја следам на Инстаграм, Лисета Ропеса, забележав дека користи слоган, можна популарна пејачка, користи слоган кој што вели колку и да се труди, вештачката интелигенција никогаш нема да не замени. И јас се сложувам со тоа, бидејќи основни функции, основни работи кои што ние ги правиме и тоа како ќе не замени и треба да не замени вештачката интелигенција. Меѓутоа, сложените функции, мултитаскингот, поврзувањето на работите, напредокот во она што го правиме денеска, а што немаме време да го правиме многу повеќе, токму тоа ќе ни помогне вештачката интелигенција. Ајде да бидеме конкретни. Ако пред 30, 40, 50 години на предмет по македонски јазик во средно училиште се разработува лектира и една од работите која што требаше да ја напишеме беше белешка за авторот. Че вие денеска веќе тоа не треба да го правите. А камоли се вештачка интелигенција? Значи тоа ќе се направи во дел од секунда. Зошто ви користи вас таа белешка за авторот да треба да одите во библиотека, па дали ќе ја најдете книгата, па дали добро се читало, па дали се скинало. Значи тоа е нешто што ви зема време. Наместо тоа вие можете не само да ја прочитате книгата, вие можете да изработите, да напишете ново дело ако ве бидува. Вие можете да се поврзете, да направите драмска секција. Можете многу понапред работи да правите отколку да ги потрошите тие 2, 3 или 4 часа за само барање, ноѓење пишување на една биографија. Ама не е само биографијата, сега учениците комплетно го користат чет роботот да им ги напише домашните задачи, магистарски трудови, значи и пред ChatGPT има луѓе кои што и биле фаќани и казнувани, пишувале, односно плагиаторство или некој друг им ги пишувал овие работи. Мора да прифатиме дека кога нештото е погрешно и не може да биде виновна технологијата. Ако ние седиме 10 часа на социјална мрежа, не се криви социјалните мрежи. Тоа што ние не знаеме да се организираме. Ако ние правиме плагиаторство или пак го користиме роботот за да ни напише нешто што треба сами да го направиме, ние правиме прекршок. Ако ние земеме од новчаникот на некој наш близок 2000 денари, не е виновен нити новчаникот, нити тоа што ни требале, туку ние сме го направиле тоа. Така што мора со вистински јазик и ми презиме ги кажуваме работите. Ќе се вратам на втор позитивен пример од типот на дигитронот. Ние денеска не сме свесни колку ниту една операција не ја вршиме рачно. Туку во дел од секундата тоа го прави или Excel табелата со формулата или самиот дигитрон и така натаму. Значи, сега со ChatGPT или со вештачката интелигенција генерално уште побрзо тие процеси ќе се случуваат. И тоа не направило повеќе глупави. Тоа што не пресметуваме 1500 по 2754 на рака. Туку напротив ни дало многу повеќе можности да завршиме повеќе дејности, повеќе работа, повеќе напредуваме. Така што мора да сватиме дека ваквите
алатки ни нудат многу предности ако ги користиме правилно, етички и ако не ги злоупотребиме. И на крајот нешто токму тоа е темата секаде во светот, како да се користи етички и правилно со цел да се напредат процесите. Колку е опасноста вештачката интелигенција да затвори работни места во нашава држава? Ако имаме на ум дека сме во држава која нема дигитализација на администрацијата, се уште. Ние уште одиме на шалтер да вадиме документи. Ако како луѓе не се менуваме, не се унапредуваме, не стекнуваме постојано нови квалификации, нема друга алтернатива освен да паѓаме подолу на пазарот на трудот и да вредиме помалку. И тоа вештачката интелигенција само ќе го забрза, не е дека досега не се случувало. Значи едноставно, ако само ги држиме стандардните основни вештини, ако не се учат нови работи, ако не се стекнуваат нови работни искуства и нови трендови во светот, значи нашето знаење нема да вреди. Пред 50 години, пред 100 години, кога вие ќе се научиле една професија или ќе се научиле една дејност, значи вие веќе многу ретко сте требале да учите нешто ново, бидејќи технолошкиот развиток бил на многу послабо и на многу пониско ниво. Значи промените се случувале на неколку години, можеби и на деценија. Денеска промените во секоја наука и во секоја професија и дејност се случуваат на дневна основа. Се откриваат нови работи, се пуштаат нови алатки во аптек, се нудат многу алтернативи или математички кажано до решението може да дојдеме денеска по многу различни патишта. И пак ќе дојдеме до точниот одговор. Така што стравувањето е реално само ако не се надоградуваме. Ако се надоградуваме, ако бидеме постојано будни и ги следиме трендовите, тогаш нема потреба од страв и се вратиме на девизата, колку и да се труди вештачката интелигенција нема да не замене. Мислам дека е потребен овој мајндсет да се стави во глава и да се прифати, особено ако се земе предвид фактот дека според Државниот завод за статистика денеска, односно во претходното тромесечие, платата во IT и сродните индустрии е веќе 94.000 денари. Просечната плата. Тоа значи дека платите почнуваат од 30-40.000 денари и стигнуваат 150, 200, 300.000 денари. Тоа е колку можеби некои професии се затвараат или немаат иднина, меѓутоа колку во исто време нови се отвараат кои што имаат многу подобро платени места. Токму затоа вложувањето во дигитализација, прифаќањето на новите трендови, како што е вештачката интелигенција, влог за нас, меѓутоа пред се за нашите деца, нашите внуци, кои што ако ги задоиме со тоа дека технологијата е лоша, нема да стекнат компетенции, знаење, вештини на сегашноста и еднината и автоматски нема да им вреди. Тоа знаење едноставно ќе бидат како нас денеска. Ќе зависат дали некој ќе им ја покачи минималната плата или не, дали државата ќе дава субвенции или не. Едноставно, овие алатки, овие новини даваат луѓе кои што ќе бидат предприемачи, кои што ќе движат напред и кои што ќе можат навистина многу повеќе да заработат. Така што не би се плашил од губење работни места, туку би се вложил во тоа да се надоградуваме. Некои работни места ќе се затворат секако, ама ќе се отворат нови. Веќе се случува тоа. Веќе се случува. Веќе се случува. Вие ако можете на секој чекор најпросто да видите копирници, денеска се уште ги имате, меѓутоа немате толку. Меѓутоа вие никогаш не сте можеле да видите толку вработени во IT секторите во банките на пример, или во сите други поголеми компании, или во телекомите. Значи едноставно не сте можеле да видите толку луѓе што работат заштита и безбедност. Кол центри каде што работат еден куп луѓе за странски компании или пак IT фирми за кои што работат еден куп луѓе тука. Така што едноставно работите се менуваат, меѓутоа балансот е позитивен, особено за оние што се менуваат и прилагодуваат. Прво што се споменува како примери дека во банки кога ќе се подига кредит нема веќе толкава документација, мислам тоа ќе се средува веднаш и нема да се чека. Колку кај нас се користи? Имате некаков увид, некаков податок? Кај нас зборуваме за вештачката интелигенција. Кај нас, за жал, податоците многу касно стигнуваат, особено за новите трендови и сите ние користиме различни извори и методи. Јас сум секогаш реален, за тоа што немам податоци, немам. Имам мислење, имам анализа која што ја правам и тоа таа не може научно да биде засновано. Само ќе ми дозволите да споменам дека кога ги кажавте, например, банките и кредитите. Зошто, например, вие, кога вадите, сега возачка, сообраќајна и лична карта, вие треба 3 термини да имате, 3 подписи да ставате, 3 пати документи да поднесуват. 3 пати да се фотографира. И 3 пати, значи едноставно, најпластичен пример, тоа дури не е ни вештачка интелигенција, тоа е обична дигитализација која што ќе ви ги заврши работите. Така што ако се направат поврзат
комуницираат меѓу себе институциите и податоците бидат лесно достапни таму каде што треба да бидат дозволено, многу побрзо ќе се вршат работите. Колку се враќам сега, колку се користи кај нас, повторно како и сите трендови, сакам да го споредувам тоа често со појавата на социјалните медиуми. Значи 15 на години претходно кога се појавија социјалните медиуми, прво имаше голем отпор. Страв, двоумење дали тие можеби ќе ги заменат и медиумите, меѓутоа и одредени процеси, дали ќе затворат пошти и други типови на комуникација. 15 години подоцна, тука сме кај што сме. Јас го тврдам истото од самиот почеток и драго ми е што е тоа така. Се функционира како што треба. Да, одредени медиуми ги нема, меѓутоа тие се трансформирани во дигитални редакции. Значи не е дека се промени потребата од информации, не е дека се промени потребата од квалитетни информации, квалитетно новинарство и така натаму, едноставно работите се менуваат. Тоа е исто како што пред 100 години се перело на рака, па се појавила некоја основна машина, па денеска имате машина со сушара заедно, значи едноставно работите се, но никој не престанал да пере. Значи, постојано го правиме тоа, или да се вратиме 200 години, тоа се правило на реки, на езера и така натаму. Значи, работите еволуираат и тоа е убавината. Единствената константа во човештвото зошто обстојува е затоа што човекот еволуира. Во моментот кога човештвото ќе престане да еволуира, тоа ќе исчезне. Иначе, да не се случувале промените, ние до сега, веројатно ќе сме живееле се уште во пештери, ќе сме пишувале таму на камења и така немало да се исправи човекот потрага по другира. Така и со ова. Кој го користи? Го користат повторно само оние кои што сакаат да експериментираат, сакаат да пробаат и наоѓаат корисноста. Дали се регулира, дали се збори за тоа? Не. Зошто? Заради тоа што ние сме уште заглавени, како што и вие рековте, на дигитализација. Ние уште дебатираме дали е добро изводот од матично да се вади дигитално веднаш. Дали е добро, има една анегдота, веќе да не се бари извод не постаро 6 месеци, да не случајно во меѓувреме повторно си се родил, нели? Че едноставно ние се уште плашејќи се од овие работи како потенцијално губење на работни места, губење на моќ, корупција, која што очигледно е широко распространета, значи ние не можеме да напредуваме. И тука е проблемот. Мора да зборуваме јасно, јавно и да ги поставиме патоказите, бидејќи луѓето го користат ChatGPT на секој ќош. Зашто го користите вие? Јас ChatGPT го имам користено само за експериментирање, морам да признам, да видам што пишува за одредени луѓе, што пишува за мене, што може да најде, што може да состави. Меѓутоа во канцеларија кај нас го имаат искористено неколку пати за да видат каков сублимат од одредени воведни теми за извештаи ќе направи воведни процеси. Се уште мислам дека треба да се унапредува, се уште мислам дека не можеме да се потпреме за сериозни работи на ChatGPT, без да провериме и без да анализираме, меѓутоа и тоа како може да ни помогне со брзина на светлината да обработи постоечки податоци кои што се неспорни. Меѓутоа не заборавајте дека алгоритмите не се совршени, дека може се да залетне таму, дека мора се да се провери, дека во суштина дезинформациите, меѓутоа и погрешните информации можат многу лесно да се протнат ако ние во оваа фаза целосно се потреме на вештачката интелигенција. Да не забораваме дека Европската унија веќе донесе акт, председателот Бајден во САД исто така ја регулира вештачката интелигенција и да не забораваме дека светот зборува за етичко користење на вештачката интелигенција, бидејќи стравот од разорни војни, стравот од пристрасност кој што може да се вгради во програмот кој што ќе го користи вештачката интелигенција, стравот навистина се прават погрешни работи е оправдан и мора да се внимава. Лажните видеа, снимки, дипфейк и така натаму, сето тоа се опасности на кои што треба да се работи, треба да се биде внимателен, но мора да почнеме да збориме. Се уште има за и против стравувања, непознат терен. Кај нас, прочитав и шега, не знаеме колку имаме природна интелигенција за да разговараме за вештачка интелигенција и да ти избори. Така е. Вие се занимавате с комуниколог, политички комуникации. Колку или им паднало ли на памет на политичарите или веќе користат вештачка интелигенција и во политички цели? И кај нас и надвор. Политичарите кај нас се толку заљубени или толку обседнати сами со себе што не ми може да ги следат новите трендови, за жал. Меѓутоа и по мене, следејќи како функционира, дури да почнат да ги користат, тоа ќе го направат корисно и ги сакаат да ги стават своите карактеристики во вештачката интелигенција, што нема да биде добро за општеството. Идејата на вештачката интелигенција, еве да видиме наедноставни, во пример, е например во листите на чекање во здравство за одреден лек или болест, вие да не дозволите да одлучува човекот, туку да одлучува
таа вештачка интелигенција со најточни и добри параметри на кои што никој не може да влие и да биде пристрасен. Значи, вештачката интелигенција има за цел да ги промени работите, да го исклучи лошиот дел на човечкиот фактор, не да не замени. Оти некој таа диагноза мора да ја постави, тие критериуми нема да ги постави вештачката интелигенција, но таа може да ги спроведе. Да ги спроведе земајќи ги предвид сите параметри, да направи најдобра листа на приоритети. Вештачката интелигенција постои со обраќајот, кој што е хаос, да го уреди и да во многу брзо време почне со контрола да движењата ги направи така што секој во моментот на поаѓање до точката на пристигнување ќе може најорганизирано, наједноставно, најекономично, меѓутоа со најмал импакт врз животната средина да пристигне. Затоа постои вештачка интелигенција. Се нашите политичари, ако го вградат својот мајндсет, својот начин на функционирање во вештачката интелигенција, тогаш ние ќе го расипеме системот. Може да си замислите со вештачка интелигенција тендер да се организира? Па ако се стават параметрите кои што ги имаат во глава одредени луѓе кои што докажано во постапка злоупотребувале, да, можам да замислам. Така што шегата настрана, не ја користат, ниту мислам дека ќе ја користат. На крајот на крајштата тие се уште размислуваат за митинзи, како што беше случај пред 35 години и денеска, кога светот е променет, тие се уште зборуваат за врата до врата и летоци, кога веќе сите големи брендови веќе се преориентираат на Viber, на WhatsApp, на дигитален маркетинг, така што за жал нити трендовите ќе се користат во политичката комуникација, ниту пак ќе се користат правилно. Би сакал да ја поинако, меѓутоа ќе треба почекаме подобри времења. Велат 2024 во светот ќе биде година на масовен пробив на алатките на вештачка интелигенција. Што очекувате? Па, знаете, вие кога еднаш ќе кажете, ChatGPT напиши ми или кажи ми кои се 5 основни работи за таа и таа појава и ChatGPT веднаш ќе ви каже, вие станувате зависни. Тоа е како телефонот кога ќе го земете во раце и кога можете од било каде во светот да се јавите некаде, да искомуницирате или пак да испратите порака или нарачате нешто. Така што да, веќе тој пробив се случува, а очекувам многу поголемо етичко контролирање, очекувам многу поголема одговорност од глобалните компании кои што се бават со овие работи и се основата на вештачката интелигенција, да креираат нови алатки, да ги напредуваат, меѓутоа да бидат во функција на луѓето, а не вештачката интелигенција да ги контролира луѓето, односно сите нас како да функционира. Не може да ја победи креативноста. Па, ако продолжиме да бидеме и се вложуваме, нема да успее. Меѓутоа, ако се опуштиме и се протиставуваме, не учиме нови работи, дефинитивно ќе не победи. Благодарам за разговорот. А вие, почитувани, слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа, кликнете на подкаст Зошто и на Spotify, YouTube, Apple и Google и на нашите социјални мрежи, давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате.